ден шетав на Сончевград, имаше многу ѓубре. Како и вообичаено, јас знам некоја кеса да соберам, меѓутоа овој пат решив да извадам мојот телефон, да се снимам и да го објавам тоа на социјалните мрежи. Така што од повеќе мини депонии ми дојде идејата да ги исчистам и да не се направи една голема депонија во Скопје, така што решив да го објавам тоа на социјалните мрежи. Секој 10 следбеници собирам по една црна вреќа ѓубре. Денеска сум по железничка. Па идејата за профилот беше да креам некоја свест дека со следбеници можам да почнам да собирам ѓубре. Со тоа дознав дека инспирирав доста луѓе кои што сакаат да ми помогнат и со ова сакам да им покажам на институциите дека не е потребно кој знае што за да исчистиш некое место, туку се потребни само неколку луѓе и раце, буквално, не е ништо посебно. На терен се трудам да искачам најмногу што можам, односно поради тоа што поради работни обврски, работам две работи, малце сум ограничен со време, меѓутоа секое слободно време го пораѓам со снимање на видео и чистење на Скопје. Скопје не е чисто воопшто, Скопје ни е напротив многу прљаво. Еве да речеме железничка ја исчистивме, како што кажав, 15 луѓе исчистивме со едно гребло и 30 раце, со 60 кеси ја исчистивме целата, меѓутоа после 15 дена таа е повторно прљава. Така да може тоа доста зборува за нас како луѓе. Организиравме еден контињер со преку 20 кеси црни, буквално само да дојде комунална служба и да го однесе ѓубрето, меѓутоа еве после 18 дена се уште стои таму, така да колку се виновни граѓаните, толку гледам вина и во институциите. Ако јас се прашувам, Скопје би сакал да биде многу чисто и многу зелено, многу зелено, многу повеќе дрва.